Појавата на Македонија како самостојна држава на овие простори и тоа повеќе од 1000 години по Александар Македонски, можеби многумина ги изненади. Се прашуваат од каде сега се изроди оваа држава. Исто така и многу македонци, не знаеки како се најдоа овде, си ги поставуваат дилемите дали сме деца на сонцето, чеда на Александар, војници на Самуил, а ако не сме ништо од тоа, чии деца сме и слични историско-генетски прашања. За среќа, конечно дознавме кои сме и како сме настанале. Многу политичари во светот Македонија гледаат како е некое непланирано вонбрачно дете. Не се планирало да биде, ама некој сплет на околности се случил и дошло до една држава на Балканот која што некои стратези не ја планирале. Сепак оваа информација е нецелосна. Како и секое непланирано вонбрачно дете, и Македонија сака одговор на прашањето кој е таткото. Не може никој да ни го одземе тоа, наследството од македонските кралски династии. Еден дел само да сме потомци нивни, а тоа може да се докаже во институтите за генетика во Швајцарија. За таа цел сите 250 милиони граѓани кои излегоа на најмасовните протести во историјата на човештвото, изнесоа јасно барање до идната македонска власт, која и да е. Веднаш да ни биде земен генетски материјал и преку генетска анализа да се утврди татковството. Бараме тоа да биде сторено во релевантен институт во Швајцарија, за никој да не може утре неосновано да тврди дека е таткото. А кога ќе се утврди кој е таткото, ретроактивно да ги плати сите заостанати рати алиментација. Вчераш ни направи анализа кои се главните проблеми на децата кои се непризнаени од таткото. Поради кадровски промени на место Мартин 99, Ланче ќе го води разговорот со психолог-специјалист доктор Петранка Јунгева Фројдова. Се селиме во студиото ET3. Добар ден до сите гледачи. Со нас е доктор Јунгева Фројдова, која ќе ни објасни нешто околу проблемот со вонбрачните деца. Добар ден. Добар ден. Главниот проблем со вонбрачните деца е од идентитетска природа. Имено овие деца кога ќе станат полнолетни и ќе почнат да се осознаваат, многу често се соочуваат со проблеми врзани за идентитетот, односно не знаат кои се, кому припаѓаат и се сомневаат дека разни луѓе можат да се нивниот татко. Некои деца одат и дури до племињата на хунзите на Хималаите за да го откријат својот татко, а некои го бараат тука локално на Балканот, односно во соседството во Бугарија, во Србија и слично. Кој е советот што психолозите им го даваат на младите луѓе? Советот е многу едноставен. Овие деца треба да заборават на минатото и да се фокусираат на иднината. Например, за едно вонбрачно дете многу е важно што побрзо да влезе во поголемото европско семејство и што побрзо да се социјализира, да ги прифати тамошните навики и стандардите на тоа семејство. Ви благодарам. Студио ET чувте што сметаат експертите. А сега јас да кажам нешто за Македонија. Ние си имаме свој татко. Татко на нашата нација е Ѓорги Иванов. Тој не само што е татко на нацијата, пошто ни е мајката, туку тој е нашиот херој. Тој е човекот што им покажа среден прст на баграва европска, на овие гниди што сакаат крвта да ни ја испијат македонска, да им све по список. Да живее Македонија.